И како што најавив, првиот блок на вести во знакот на денешниот меѓународен ден на жената 8 март, кој се одбележува секоја година во знак на борбата на жените за економска, политичка и социјална равноправност со мажите. Еве на кој начин се одбележа денот на жената во градот во Дисарот. Меѓународниот ден на жената 8 март во Штип одбележан со низа пригодни активности. Во дворот на детската градинка Вера Циревиди Трена, пред бистата на народната хероина Вера Циревиди Трена, положени букети свежи цвеќиња. Борците подсетија за значењето на жената и посебно за значењето на жената борец. Сојуз на борците од општина Штип го одбележува 8 март денот на жената, денот на жените борци, кои во текот на народно-ослободителната војна рано до рано со посилниот пол мажите се равноправно бореа за денешната слобода. Сега се наоѓаме пред бистата на Вера Циревиди Трена, а Штип има дадено и други борци жени за слобода на Македонија. Дел од настанот и градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски порака за среќен 8 март до сите жени. Овде во дворот на градинката Вера Циревиди Трена положивме букети свежо цвеќе на нашата хероина Вера Циревиди, така што со ова го одбележавме и денот 8 март, денот празникот на жената. Сакам да искористам оваа прилика да го честитам овој празник на сите наши дами во општина Штип и да посакам да бидат активно вклучени во идниот период во развојот на општина Штип и на Република Македонија. И штипските пензионери го одбележија 8 март меѓународниот ден на жената со пригодна свеченост. Таму кај нив на гости беа и децата со посебни потреби од Сдруженијето Порака. Се подаруваат цветови кои децата ги изработија. Жената навистина е родилка, доилка која го донесува животот, која го одгледува потомството и еве денес имаме овде собрано многу жени, исто така децата, овие мислам личности од Порака кои ни се придружија во прославата и подарија убави цветови. Направивме дружење со пензионерките и од името на пензионерите им го честитаме празникот 8 март на жените. Да има добро здравје, добра среќа. Убаво се поминавме сега во таква атмосфера. Секој би сакал од жените наши, мајки да се најдат тука. 8 март жените го слават, но честитките доаѓаат од најмладите и од нивните рожби. Секако подароци за сите, за мајките, за бабите, за тетките, за учителките и за сите роднини. Па јас на мојата мајка ја купив орхидеја. Јас си купив подароци, цвеќиња. На мојата мајка, на наставничките, на класната. Ние ќе честитаме на сите жени на нашите роднини. Среќен 8 март! И невладините организации денеска со маршови го одбележаат денот за правата на жените. Самостојниот синдикат на новинари на Македонија повика новинарките да не молчат, туку гласно да говорат и да се спротистават на сексуалното насилство и на родовата дискриминација. Најреволуционерното нешто што некој може да го направи е гласно да говори за она што се случува, рече Роза Луксембург. Вака самостојниот синдикат на новинари на Македонија го честита празникот на жените. До пред неколку децении новинарството беше машка, но сега дефинитивно е и женска професија. Но од самостојниот синдикат на новинари вела дека по фрапантните примери на сексизам и во медиумите по повод меѓународниот ден на правата на жената има само една порака: престанете да молчете, престанете да бидете дел на културата која го негува и овозможува сексуалното насилство и родовата дискриминација. Самостојниот синдикат на новинари уште во 2013-та, исто така на 8 март алармираше за сексуалното вознемирување во редакциите за кое се молчи. Системот на поддршката на сексистите и насилниците, системот на поддршка на родовата дискриминација во редакциите и во општеството е многу силен. Одмавнување со рака, вртење глава и премолчување или смеење е дел од тактиката која е дел од тој систем, но како новинари и новинарки, ваше е да му се спротиставите. Не станува збор за тривијален проблем. Сексуалното, економското или финансиското злоставување имаат драматично влијание на личноста.
Во таа смисла, самостојниот синдикат на новинари им дава безрезервна подршка на сите жени во редакциите, кои сметаат дека се дискриминирани само затоа што се жени или не добиваат третман равноправен со мажите, а разликата е особено очигледна во платите или функциите. Невладините организации денеска во земјава организираат и маршеви за правата на жените. Статистичките податоци говорат дека 49,9% од населението во Македонија се жени и дека тие живеат 4 години подолго од мажот, а просечниот живот им е 77,4 години. Во однос на мажите поголем е и бројот на дипломирани жени, односно 58% или 4787, како и бројот на жени магистри, односно 58,9% или нивниот број изнесува 1107. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на жени доктори на науки изнесува 111. И во 21. век руралната жена се уште маргинализирана личност со потценети квалитети. Нема наследено имот, работи на имотот на мажот, произведува и го прехранува семејството, но не располага со приходот. Ретки се случаите на успешни жени во аграрот. Мажот е тој кој се уште на село ја води куќата и имотот. Жената помага на поле, произведува, но не располага со приходот што ја става во подредена улога. Жената на село во 21. век е маргинализирана со потценети квалитети. Се уште мажот има доминантната улога во носењето одлуки за инвестиции, за доработки, развој на нови производи. Жената оставена на некоја периферна улога која ни оддалеку не ги задоволува реалните процени за нејзиниот капацитет и можности кои што таа може да ги пружи во едно земјоделско стопанство. Ретки се случаите во земјоделството жената да има сопствен имот и да е носител на земјоделско стопанство. Во руралните средини таа најчесто е застапена во туризмот. За ланската година титулата најуспешна жена предприемач ја понесе Дина Муцинска, собственик на туристички комплекс во Берово. Почетоците се секогаш знаеме потешки, поспоро следат успесите, но секако со голема посветеност на работата и навистина со многу труд, речи се е неминовно да дојдеш до нив. Првенствено мора да си има идеја, што сакаме, како сакаме, потоа да си има визија за развој на таа идеја, да се постави еден план, стратегија со временска рамка, со цели и со многу напор, со многу труд, со многу посветеност и пред се со многу љубов. Нема потешкоти, само љубов. Јас кога ќе напати, кога ќе ме прашаат како е, тешко ли е, да велам не е лесно, но е многу убаво. Традиционализмот се уште владее во руралните средини. Мал е бројот на жени кои имаат или наследуваат имот, да инвестираат и развијат производство од кое ќе може да екзистираат. За сега туризмот и пчеларењето остануваат земјоделски гранки, каде жените се неприсутни. Со 27 уметнички дела, 5 уметнички од Штип и 4 од Виница, на сите љубители на ликовната уметност, особено на жените, им го честитаа празникот на жената 8 март. Изложбата е отворена во фајето на Центарот за култура Ацо Шопов, а потоа ќе се сели во Виница. 27 уметнички дела од 9 жени уметнички од Штип и Виница е 8-мартовската честитка до љубителите на ликовната уметност. Изложбата е во организација на Комисијата за култура при Општина Штип. Оваа изложба е во организација на Центарот за култура Ацо Шопов и на Комисијата за култура при Советот на Општина Штип. На вчерашната изложба можеа да се видат уметнички дела, изработени од акварел, масло на платно, но и уметнички дела изработени од дрвени бои, на најмладата ликовна уметничка Бубе Донска. Најмногу сум инспирирана од исто така јапонските цртани, видеоигри. Значи моите мотиви секогаш се така, значи змејови или фантастични. Значи на некој начин тоа што ние не можеме да бидеме како луѓе, да гледам да го представам преку моите цртежи. Мене тоа лично ми е хоби. Сакам уопште уметноста, посебно сликарството, така да уопште не ми е тешко. Цртам во кујната, забркам горучокол, што се вика, пазарам, чистам, спремам, ама кога сакаш да црташ, ке најдеш време и за тоа, макар и покасно, навечер, кога сакаш. Пред присутните се обрати и градоначалниците на двете општини.
Надеваме дека оваа изложба од Штип ќе се пресили во Виница, бидејќи како што истакна и Иван Бојџиев, најдобрите дела, најдобрите културни настани се одвиваат токму во овие два града. Да продолжат да се одржуваат вакви културни манифестации, културни настани и со што ќе ги доближиме нашите две општини, но и сите општини од нашиот регион. Изложбата е поставена во фојето на Штипскиот дом на култура Ацо Шопов. Се е во знакот на жените денеска, па и тоа дека тие се поодговорни и подисциплинирани возачи во сообраќај. Кој е подговорен учесник во сообраќајот? Жените кои седат за дволан или мажите? Повеќето штипјани, не само затоа што денеска е празник на жените, сметаат дека жените се подговорни возачи. Јас мислам дека жените се повнимателни на возење. Жените се по-културни, по-прецизни. Мажите кога пуштат предност, кога не пуштат, посебно таксистите. Па до сега не сум имал ни со мъж, ни со жена проблем, али жените се повнимателни. И поодговорни во сообраќај, внимаваат дека возат и така. Ставот на експертите по ова прашање е дека возачите мажи, за разлика од жените, имаат поголема самодоверба, склони се за преземање ризик и затоа поголема е веројатноста да направат грешки, односно дека повеќе го потценуваат ризикот и опасноста во сообраќајот. Истражувањата покажуваат дека мажите многу повеќе учествуваат во сообраќајни незгоди со последици. Според анкетите на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, 60% од жените возачи во Македонија сметаат дека тие се подобри возачи од мажите. Дури 88% од жените се изјасниле дека мажите се агресивни возачи, 60% сметаат дека се неодговорни учесници во сообраќајот, а 63% сметаат дека мажите и жените се рамноправни учесници во сообраќајот. Само 37% од жените возачи во Македонија сметаат дека мажите се доминантни и не ги почитуваат жените како рамноправни учесници во сообраќајот. Активисти на Општинската организација на СДСМ Штип во центарот на градот на сите жени денес им го честитаа празникот, се разбира подарувајќи им го најубавиот подарок – цвеќе. Општинската организација на СДСМ Штип подаруваше карамфели по повод 8 март на жените во центарот на градот. Пораките се жените да бидат секогаш весели, срекни, убави и пред се позитивни. Денес се наоѓаме во централното градско подрачје на град Штип за да го одбележиме Меѓународниот ден на жената 8 март преку подарување на цвеќе на сите жени. 8 март е денот кој што ја означува борбата на жените за политичката, економската и социјалната равноправност со мажите. Денес жените се еднакви во донесувањето на одлуките и во дејствувањето на сите значајни сфери во општеството, но исто така тие се значаен фактор во враќањето на правдата и праведната држава. Во име на Општинската организација на СДСМ Штип, партија чијашто идеолошка определба е токму еднаквоста, сакам да го честитам 8 март на сите жени, но и да им се заблагодарам за нивниот принос во градењето на еднакво општество за сите. Во продолжение на вестите, честитка од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип по повод Меѓународниот ден на жената. А во честитката се вели: уште во 1977 година Обединетите нации го прогласија 8 март за Меѓународен ден на жената. И после 40 години ние, и мажите, и жените активно работиме за еманципација и унапредување на правата на жените на сите нивоа на општественото постоење. Секој ден ги промовираме и заштитуваме правата на жените, нивните еднакви можности на секое поле – политичко, граѓанско, економско, социјално или културно, како и во семејниот живот. Денес жените во нашава држава можеме да ги сретнеме на сите нивоа во институциите, организациите и компаниите, а се почесто ги среќаваме на раководни и одговорни функции. На овој ден ги признаваме и поддржуваме нивните права и слободи, нивниот напредок на приватен и професионален план. Честит 8 март, се вели во честитката од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Во име на сите жени, благодарност за честитката. Волонтерите на Штипскиот Црвен крст по повод 8 март подаруваа рачно изработени цветови. Целта хуманитарна. Волонтерите на Црвен крст при општина Штип одлучија денес да подарат цвеќиња кои што рачно ги изработивме, се со цел да го направиме уште поубав денот на жената, односно 8 март.
овие цвеќиња можеме да ги продадеме, може да ги даваме хуманитарно, со кои што ќе собереме финансиски средства и ќе помогнеме на самите фамилии кои што имаат потреба од нив. За преостанатите актуелности. Пробиштип со најголемата донација во историјата на општината. Со 1.200.000 евра ќе го решава проблемот со чиста вода и во руралните средини. Половина од донацијата веќе е обезбедена. Пробиштип со најголемата донација ќе го решава проблемот со водоснабдувањето во руралните средини. Градоначалникот Драгана Анастасов вели дека веќе се обезбедени 600.000 евра од Република Словенија за реконструкција на старата пумпна станица во село Ратавица. Обезбедени се средства од 600.000 евра од Република Словенија и во завршни преговори сме да обезбедиме уште 600.000 евра од владата на Република Македонија, кои ќе бидат вкупно 1.200.000 евра. Впрочем, ова ќе биде и најголемата донација во историјата на општина Пробиштип, со кој ќе се зголеми капацитетот на прочистителната станица и реконструкција на старата пумпна станица во село Ратавица, со што општина Пробиштип ќе добие можност за да обезбеди водоснабдување и во руралните средини. Атанасов забележува дека во завршна фаза е изградбата на канализационна мрежа и на пречистителна станица во индустриската зона Неокази, која се наоѓа во непосредна близина на селото Неокази. Таму веќе се гради и канализационна мрежа за жителите на оваа село. Расте бројот на пациенти со бубрежни заболувања. Годишно се откриваат по 300 нови случаи, а во моментов Штипскиот центар за диализа дневно го посетуваат 40 на пациенти од Штип, Свети Николе, Пробиштип и други општини. 1 од 10 возрастни има некој стадиум на хронична бубрежна болест. Според некои истражувања, ризикот од развој на хроничната бубрежна болест може да биде поголем кај жените отколку кај мажите. Кампањата по повод Светскиот ден е посветена на подигање на глобалната свест за важноста на здравието на жените, посебно здравието на бубрезите. Од Сдруженијето посочуваат дека навремената диагноза е клучна и затоа од особена важност е да се подигне свесноста кај населението за хроничната бубрежна болест. Намалената свесност на населението заради нејавувањето на редовни прегледи кај матични лекари, па потоа кај специјалисти, значи мора да се подигне самата свесност на населението, да се знае за оваа болест, како да доведува до хронично заболување на бубрезите. Правилната исхрана е од голема важност за лицата со бубрежни заболувања, алармираат лекарите. Советите највеќе се пред се во исхраната кај нив, кај исхраната не внесување на солена исхрана, не внесување на зголемен број на зголеми внес на течности. Значи не сме кај нив, тоа мора да биде редуцирано. И не внесување на храна која што е богато со електролити кои што може да бидат штетни за нивниот организам. Според податоците, во Република Македонија има околу 1600 пациенти со крајен стадиум на хронична бубрежна болест. Од нив 1350 се пациенти на диализа, а околу 250 лица имаат трансплантиран бубрек. Вечерва во Штип ќе се одигра надпревар во рамките од првенството во првата футсал лига на Македонија помеѓу екипите на Астибо и на Кратово. Надпреварот ќе се одигра во спортската сала Тош Арсов со почеток во 18 часот. Вчера во Штип се одигра општинските надпревари во ракомет за основни училишта во рамките на првенството на училишен спорт. Во спортската сала на основното училиште Тош Арсов се одигра општинските надпревари во ракомет во машки конкуренција, а за учениците од основните училишта во Штип. Во првиот надпревар екипата на Славејко Арсов ја победи екипата на Димитар Влахов со резултат 9:6. Во вториот надпревар екипата на Гоце Делчев го победи тимот на Тош Арсов со резултат 6:5, а во третиот надпревар тимот на Славејко Арсов ја победи екипата на Гоце Делчев со резултат 7:6. Општински победник е екипата на Славејко Арсов, втора екипата на Гоце Делчев, а трета е екипата на Димитар Влахов. Со ово освоено општинско прво место, екипата на Славејко Арсов обезбеди пласман за учество и настап во панатамошниот зоолски турнир, а во рамките од првенството на училиштиот спорт.
И ете овде го заокружуваме ова издание на информативната програма. Ви благодариме за вниманието и имајте пријатна вечер.